додадете детаљ во боја или реквизит. Секогаш е попријатно за човечкото око колоритен детаљ на фотографија. Светол кармин, шарено парче накет или интересен реквизит ќе ви заврши работа. Вака фотографијата ќе изгледа поживо, енергично и позитивно. Трикот за послаба рака. Ако позирате странично, со овој трик ќе направите рацете да ви изгледаат послабо. Кога ќе застанете странично, поставете ја раката оддалечена од телото наместо залепена до него. Вака ќе ви изгледа видно послаба и поубаво обликувана. Позиција за совршен портрет. Овие трикови ќе ви помогнат да го извадите максимумот од портрет фотографијата. Прво познавајте ја подобрата страна на вашето лице и позирајте на таа страна. За да го избегнете подбрадокот, исправете се и стигнете го вратот благо нанапред, а рамениците спуштете ги надолу и позади. Разликата ќе ја воочите веднаш. Пронајдете го вистинскиот агол за подобро тело. Ако позирате само исправено, однапред сигурно ќе изгледате подебело и непривлечно на фотографијата. За да го избегнете ова, исправете се, прекрстите ги нозете и насочете го телото странично, на агол од 45 степени, така што тежината да паѓа на задната нога. Потоа ставете ја раката на половината и насмевнете се. Одберете добра позадина. Бидејќи вие сте звездата на фотографијата, внимавајте да не се изгубите во позадината. Одберете позадина која ќе понуди контраст од вас и нема да биде слична боја со вашата облека или коса. Исто така проверете да нема нешто во позадина што не треба да биде таму и да ви ја уништи фотографијата. Смејте се. Дури да е лажна, насмевката секогаш прави луѓето да изгледаат подобро и посјајно на фотографијата. За да избегнете премногу фиксирана и лажна насмевка, насмевнете се силно веднаш пред моментот на сликање.